топ надпревари не чекаат викендов. Јас одбрав 3 надпревари за кои мислам дека се најинтересни, најпривлечни за гледање. Дерби надпревари. Значи одиме. Тоттенхем Манчестер Сити, од Холандија има доста интересен надпревар Фејенорд ПСВ и дербито за крај. Дербито на викендот. Интер Милан. Поздрав екипа, јас сум Јовица Симоновски, TJ, а вие следите шоуто Овертайм на YouTube каналот BMG Sports. Пред да почнеме со најава на надпреварите, една мала дигресија. Го гледавте unboxing видеото? Ако се го гледале, супер. Ако не, гледате го, не пропуштете. Тркало на среќата. Со тоа тркало го имам и тука во студио, ќе го земам за кратко. Ево тркалото на среќата. Ова тркало ќе одлучува што, односно какви награди ќе добивате вие во иднина во нашите наградни игри, челенџи и така надаму. Што е приказната? Приказната е следна. Значи, спремаме наградни игри, ќе бидете уклучени сите. Значи, сите кои што ги гледаат овие видеа, па и оние што не ги гледаат. Сите ќе имаат можност за одредени награди и одредени добивки. Затоа не ги пропуштете видеата, ќе бидете информирани за све, најчесто во шортс видеа. Шортс видеата некогаш излагаат и не ви стига нотификација без разлика дали сте кликнале на звончето или не, така да проверувате на каналот. Постојано. Добро, сега идеме надвор. Ајде да почнеме со викенд превју. Стартуваме со Премиер лигата. Дербито се игра во недела од 17 часот и 30 минути. Тоттенхем, Манчестер Сити. Не помина многу време од последниот дуел на овие две екипи на Етихад. Не цели 2 недели. Тој меч усвари беше во рамките на 7-то коло. Сега се играше затоа што кога требаше да се игра беше одложен. Сити славеше со 4-2, сосема заслужено, чисти 3 бода и не гледам што би се сменило за 2 недели. Сити треба пак да слави победи на овој надпревар. Од тогаш и двете екипи врзаа по 2 победи, по една во Премиер лигата и една во ФА купот. Сити има 5 бода помалце од Арсенал, кој е лидер на табелата, а Тоттенхем има 3 бода помалце од местата кои што водат во Лига на шампиони, што значи дека овој надпревар е важен и за двете екипи. Не знам што е проблемот со Тоттенхем, ама сигурен сум дека проблемот не се вика Конте. Значи Конте е прагматичар, во буквална смисла на зборот. Правеше чуда во дефанзивата со Челси од Премиер лигата, со Интер, со Јовентус, па и со Италија ако сакате. Меѓутоа со Тоттенхем не може да ги реши во Тоттенхем никако оние дефанзивни проблеми. Можеби проблем е формацијата со која што игра Тоттенхем, формација која што не е типична за англиски стил, ама не верувам во тоа. Најчесто под водство на Конте Тоттенхем игра 3-4-3. 3-5-2 некогаш игра Тоттенхем и Конте, меѓутоа само против посилни екипи, тогаш кога Конте мисли дека треба да ја згусне средината. Овој меч ќе биде таков. Сити ќе диктира темпо на игра, ќе има контролата на играта, ќе го има посадо на топка во свој нозе и Конте мислам дека ќе сака да ја згусне средината. 3-5-2 игра Тоттенхем, дефинитивно нови надпревар. Сега, прашање е кој ќе биде офанзивниот одговор на Конте. Кога во офанзивата ги имаш фудбалери како Кейн, Сон, Колушевски, секогаш може да се надеваш на бодови. За Сити малце, Пеп Гвардиола. Значи, сите знаеме како играат екипите на Пеп. На минатите 2 надпревари Сити играше со чудна формација. 3-2-4-1. 3-2-4-1. Ептен чудно е некако. Ама добре им одеше бе. 2 победи со таа формација за Сити и тоа едната против Арсенал. Сепак мислам дека сега Сити ќе се врати на она нивната омилена 4-2-3-1. Сити ќе слави победа на овој надпревар. Нема да биде 4-2, можеби нема да има толкава голеа дека пред 2 недели, ама ќе тепа. Мислам дека ќе биде 0-1, 1-2, така нешто. Subscribe, притиснете на звончето, лајкувајте го видеото, коментирајте, шернете, што и да направите ќе биде добро за нас. Ќе не поддржите и со тоа ќе не мотивирате да продолжиме уште појако. Нешто порано во недела се игра дерби во Холандија. 14:30 часот Фејенорд ПСВ. Во Холандија дербијата на најголемата тројка, значи Ајакс, ПСВ и Фејенорд, се викаат класикер. Ова дерби помеѓу ПСВ и Фејенорд можеби е едно од најслабите класикер дербија, не е како да играат овие две екипи против Ајакс. Меѓутоа е големо дерби. И уште нешто, значи фановите на двете екипи, на Фејенорд и на ПСВ, многу повеќе го мразат Ајакс отколку што се мразат меѓу себе. Но тоа не ја намалува тежината на овој надпревар.
Можете кажете кај не да е надпревар од Холандија и да, точно не е надпревар од топ 5 лигите, меѓутоа кога нема нешто поинтересно тамо, овој надпревар дефинитивно заслужува да се најде на мојата листа. Фејенорд сезонова гази и може после долго време да ги симне од тронот Ајакс и ПСВ. Ќе биде жешко на трибините, ќе биде жешко на теренот, ќе биде жешко и на клупите каде што се Арне Слот и Руд ван Нистелрой. Руд ван Нистелрой, кој е легенда беше. Као фудбалер мислам. А Слот за брзо време ќе го видите во како води екипа во една од најдобрите 5 лиги. Ви гарантирам. Одличен тренер и неверојатен стратег, тактичар, полиглава. Многумина сметаат дека Слот го имитира Гвардиола и можеби се ово право. Играта на Фејенорд е во вертикала, брза и ризична, меѓутоа тој им се исплати до сега. Ван Нистелрой, за него е уште рано да се каже каков тренер ќе биде, но мислам дека нема да стане толку добар тренер колку што беше голем играч. Зимава ПСВ ги изгуби Гакпо и Мадуеке и мислам дека е тоа голем проблем за Нистелрой. Но од друга страна го добија Торген Хазард од Борусија Дортмунд, кој можеби ќе дебитира на ова дерби. По традиција овие две екипи играат ефикасни надпревари. Погледнете ги нивните меѓусебни средби, значи 2-2, 3-3, 4-4, 2-1, 2-3, 5-5, не знам, луда работа. Така ќе биде сега 100%. Мислам дека нема да има победник, иако на голови може да се одигра што било. Гол, 2+, 3+, 4+, не знам, како сакате. Ама конечни би играл 2-2. Најголемиот меч го чуваме за крај. 20 часот и 45 минути битката за Милано, Интер, Милан. Знаете дека најавам за Интер и стварно ми е тешко да зборам за овој напад. А што треба неутрален да бидам? Зашто да бидам неутрален? Интер тепа бе, што ти е? Тепа Интер. Добро, емо се посериозно. Интер тепаше со Милан минатиот месец во финалето на Суперкупот. Во финалето на Суперкупот, бе. Па Суперкуп е еден надпревар. Интер тепаше минатиот месец во Суперкупот со 3-0. Од тогаш Милан има 2 порази. Со Лацио 4-0 и со Сасуоло 2-5. Вкупно после зимската пауза Милан има само една победа, 2 ремија и 4 порази. Битката за титулата во Италија е завршена приказна за мене. Наполи има 13 бода предност од Интер. Јарно, ама Интер бега само 2 бода од Милан. Затоа викам дека овој надпревар е од голема важност и за двете екипи. Значи не треба да го гледаме надпреварот од пред 2 недели. Паталете го, трнете го на страна. Интер тепаше 3-0, ама тоа сега не значи ништо. Кога овие две екипи играат меѓу себе, не е важно ништо. Не е важна табелата, односно изгледот на табелата, местата на кои што се наоѓаат, не е важна формата. Не е важно ништо. Значи важен е моментумот и мотивацијата. Моментумот сега е на страна на Интер. Мотивацијата ќе видиме. Милан игра добро, стварно, шала на страна. Значи диктираат темпо на игра, имаат последна топка, создаваат шанси, ама не можат тепаат. Што е проблемот? Не знам. Можеби тоа треба едно посебно видео да направиме, меѓутоа едноставно во последно време се на многу ниско ниво. 9 гола примиш на 2 надпревари, многу. Сега на овој надпревар се надеваа дека ќе дојде до промена, јас се надам дека нема. Тепа Интер. 1-0, 2-1, нешто така ќе биде. Добар викенд, тие го сите 3 надпревари си игра во неделата. Сабота ќе преспиеме ако треба. Следете го YouTube каналот и веруете ќе следат доста интересни содржини. Ви гарантирам. Се гледаме.